Кој е правото лице на Социјалдемократскиот сојуз, праша денес на пресконференција ВМРО ДПМН, повикувајќи се на вчерашната седница на Советот, која советниците од СДСМ ја напуштија кога требаше да се гласа за распишување на референдум за мигрантите. Меѓутоа, советниците на СДС, заборавајќи дека се избрани од народот за да му служат на народот, а не поради финансиски бенефиции, во текот на изминатите 4 години, од за себе познати причини, пред време ја напуштија седницата. Ова несомнено го отвара прашањето. Дали овие десетина луѓе, избрани од народот, ја подржуваат стратегијата за бегалци и нивно оселување на општина Штип? Дали советниците на СДС го покажаа своето вистинско лице? Од СДСМ исто така на пресконференција јавно се изјаснија дека за нив не е спорен референдумот, туку датумот на неговото одржување денот на локалните избори. Да избегнеме да се манипулира и референдумот вако како што е да биде функција на манипулирање на граѓаните во пресред на локалните избори на 15 октомври. Затоа предложивме да се датумот на референдумот помести да не биде во исти датум со локалните избори. Охрабруваме сите граѓани да излезат да гласат на референдумот и да заокружат против, значи против населување на мигранти, бегалци и слично, бидејќи такво нешто воопшто и не е предвидено, не е планирано. Прашањето референдум само по себе е хипотетично. Инаку вчера со 12 гласови за, колку што имаше присутни советници во Советот и без опозицијата, Штип донесе одлука да спроведе референдум на 15 октомври, со образложение дека на тој начин ќе се избегнат дополнителни трошоци. Референдумското прашање е дали сте за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Штип. Граѓаните ќе имаат право да изберат меѓу две опции – за и против.